Знаеш како, сето она знаење кое што го имавме во себе, кое што го има во себе, сакав да го понудам на публиката и да се шири таа идеја за будење на свеста. Се менуваат многу брзо работите, се повеќе се навлегува во таа тема на спиритуалност и време е за нова книга. Луѓето мислат дека ако следат нешто на интернет, слушнат неколку, не знам, видеа, прочитаат една-две книги и веќе се експерти. Па не е баш така. Сите задоволства ги бараме од надвор, што моментално ќе ни направи некоја трунка задоволство, а истовремено тонеме во собственото незадоволство. Многу е полесно да останеш во комфорот, него да навлезеш во себе. Легувањето во себе бара дисциплина. Ти цело време гледаш што прават другите и истовремено си ја намалуваш самодовербата, мислиш дека не си доволно добар, не си доволно убава, не си успеала да завршиш факултет на време, тој веќе, не знам, докторат завршил, тој па не знам негде се вработил, па кај сум ја, па таа се омажила, чекај, деца има, леле, ја кај сум. И готово, драма, 30 години мене ми заврши животот. Не е завршил животот. Епизода на NextGen подкаст. Во оваа епизода денес за чест имам да ја угостам господјата Катерина Ангеловска наспроти мене. Таа е тренер за личен развој, автор, писател и многу повеќе. Нели, во тек на разговорот ќе откриеме што е тоа многу повеќе. Катерина, пред се фала ти што се одзва на поканата да бидеш дел од целата наша приказна, која од неодамна почнавме да ја правиме. Голема чест ни укажа со тоа што дојде и се надам дека ќе имаме можност за еден убав, нормален разговор. Ти благодарам многу и задоволството е мое, затоа што кога станува збор за оваа тема денеска за која што ќе зборуваме, мене ми е, знаеш, со сати можам да седам и да зборувам, затоа што секогаш има нешто што ќе биде и инспиративно и поучно за слушателите да слушнат, да добијат некој увид, некое спознание и се надевам дека ќе уживаат заедно. Се надевам јас во истото. Од каде да почнеме сега? Ние да, тоа е тешко прашање. Од каде да почнеме на ваков разговор? Вчера се договоривме дека двајцата во црно на крај испадна, нели, малце по лава варијанта. И не се договаравме, повторно сме со слична нијанса. Да. Се надам дека денес и нели енергиите ќе се поклопат во овој разговор и тоа ќе го осетат и слушателите. Ајде тоа што од каде да почнеме. Може да почнеме прво од самото тоа. Ти си автор на една книга која верувам дека на поголемата јавност е позната. Тоа е Будење на свеста. И би сакал можеби од таму да го почнеме целиот разговор, па да видиме нели самото тоа патешествие каде ќе не однесе. Ме интересира што би кажала ти на прашање Будење на свеста. Дали е тоа езотерија, некоја мистика, дали е нешто што е допирливо за мала група на луѓе, или пак е спротивно од тоа, е достапно за сите и секој може да нели да се најде во тоа и да почне да го применува нели во насока на будење на својата свест. Како би одговорила ти на тоа прашање? Бидејќи тој ги интересира луѓето, за од реална гледна точка збориме, нели за доста може да представува нешто мистично, нешто будење на свеста. Во твојата книга, која имав чест и задоволство да ја прочитам, им препорачувам на сите Будење на свеста, може да најдат во книжарниците на 3. Некаде првата четвртина на книгата се осврнува на тоа будењето на свеста, да го извади од тој мистичен концепт и да го представи нели преку некои природни закони и слично. Да. Можеш да продолжиш повеќе. Темава со книгата Будење на свеста има навистина една убава историја, како всушност се изманифестира. Со мојот партнер 2019 година, односно 2018 година, ние тогаш започнавме да пишуваме книгата и тоа траеше еден процес, тоа беше процес од една година. Сакам една мала увертира да дадам, знаеш, на слушателите да слушнат нешто малку поинаку за она како се создаваше книгата, а ќе зборувам и за незината суштина. И сакавме да понудиме, знаеш како, сето она знаење кое што го имавме во себе, кое што го има во себе, сакав да го понудам на публиката. И да се шири таа идеја за будење на свеста. Зошто? Затоа што живееме во време, зборувам на светско ниво, не зборувам тука кај нас, на
во нашата земја. Значи, на светско ниво, веќе години наназад се случува една спиритуална промена, која што промена, да кажеме, многу повеќе изразена во другите земји, но веќе не е така и езотерично во нашата земја и луѓето го прифаќаат будењето на свеста како еден нов концепт на спознание, себеспознание и спознание на реалноста во која што живеат и дека може да искреираат поинаква реалност. И јас, Ѓорги, уште од мои 19 години се занимавам со себе, со собственото себеспознавање. И тоа е еден многу долг процес, многу години се во прашање. Никогаш не замислував дека ќе го работам ова што сега го работам и никогаш не замислував дека ќе напишам книга и тоа не е една, две, а сега ја спремам и третата. И тоа искуство, тоа знаење, тие увиди и спознанија, се она што сум го доживеала низ годините, сакав да го преточам во книга и на еден едноставен, разбирлив јазик да го пренесам на нашата публика во Македонија, затоа што ние сите читаме странска литература и секогаш ни е подостапно и поинтересно да слушаме, односно да читаме странски литератури, но во Македонија за среќа наша се појавија автори кои што токму зборуваат на овие теми за будење на свеста, за оваа тема на популарна психологија. Јас сум бескрајно благодарна што и јас сум дел од таа приказна. И точно, сакавме книгата кога се одлучувавме како да изгледа, што да се случува со нејза, сакавме да дадеме еден осврт научен на почеток, да им дадеме на луѓето до знаење дека ова не е научна фантастика, не е science fiction, дека ова е реално и дека реално се случуваат многу работи и ние сме дел од тој процес. И доколку не се разбудиме, во ред е да не се разбудиме, но ќе останеме на едно друго ниво и нема да ги осознаеме можностите што ни ги нуди оваа реалност денеска, оваа димензија во која што живееме. И сметам дека колку станеме по да не повлече, односно да не заголица темата на будење на свеста, за да почнеме малку, да почнат луѓето малку повеќе да навлегуваат во таа тема, толку побрзо ќе излеземе од овој матрикс во кој што живееме. И се надевам дека преку книгата успеваме да го постигнеме тоа. Зошто? Затоа што идејата на книгата е и се она што јас го работам изминативе години е да ги поттикнам луѓето да ја пронајдат да ги поттикнат сопствените потенцијали, затоа што ние имаме такви потенцијали. Јас зборувавме и вчера кога се видовме, кога разговаравме нели за овој подкаст, дека ние имаме такви потенцијали, ма толку се заспани тие потенцијали. И особено сега кај младата популација, тоа толку многу е, како да кажам, како да го снемува од све ова брзо што се случува, од знаеш, вештачкава интелигенција, не знам, социјалниве мрежи, никој не се ни познава себе си. И сметам дека малку треба да се подзабави, да малку погледнеме со поинакви очи, со поинаква ленс во камерата што има објектив е така, не ми текна на изразот. И сметам дека се постигнува. Будење на свеста го постигнува тоа. Особено што 2020 година книгата беше прогласена за бестселер од книга од македонски автори и многу бев изненадена и многу бевме среќни затоа што книгата допре до многу голема публика и се радувам што таа публика е се помлада и дека и кај нас се случуваат промени. Може би малку чекор по чекор, миц по миц, но се случуваат. Така, какво е чувството, ме интересира да се напише книга, нели го спомна процесот дека се вложи доста време, ти и твојот Мартен Ли заедно книгата е од двајца автори. Ме интересира како изреагира после на тој денес, гледано ретроспективно, нели книгата има 7-8 изданија, ако не се лажам, веќе? Да. Како гледаш на успехот на книгата и тоа што некои луѓе, знаеш, тоа се, нели, и да се 7-8 илјади луѓе, најверојатно и повеќе, нели, се давале книгата, какво е чувството да знаеш дека си допрел до
толку многу луѓе на некој најинтимен начин, бидејќи според мене нели читањето, таа пишаната форма во книга е некој најинтимен начин на кој можеш да допреш. Тоа си сам со себе, нели никој не чита на глас барем, не сум нели сам со себе некако затворен во своите мисли и баш ги читаат работи кои ти си ги преточила и ги доживуваат, веројатно после тоа ги слушаш и нивните критики, нивните доживувања од книгата. Како реагираш на тоа, на успехот на книгата конкретно? Да, баш убаво прашање, затоа што, знаеш, книгата е разголување на душата. Значи, тоа е една отворена порта до мене, до нас, до авторот, каде што ти ја разголуваш душата и ги кажуваш своите интимни размислувања и ги делиш со голема група на луѓе, со нели идеја и намера да допреш барем темата ние која што ја обработуваме. И таа сатисфакција е стварно голема, дури јас не очекував искрено. Но знаеш како, сега од оваа дистанца па кога ќе размислам, си викам, па како да не ја читаат кога е стварно добра книгата. Да не сме лажно скромни. Па да не сме лажно скромни, затоа што јас по природа сум скромна. Ама веќе не сум скромна затоа што можеме да се ставиме во ранг на светски автори. Зошто? Затоа што книгата ние ја преведовме на англиски јазик и ја има на сите онлайн портали, пред се има на Amazon платформата и може да се нарачи, да се купи, на Kindle ја има. Има Audible верзија која што е снимена со специјално, најдовме еден тип кој што американец беше со убав амерички нагласак и е стварно многу добра за слушање. Ја преведовме на српски јазик, сега во јануари месец правевме промоција на книгата на српски јазик и таму се продава, преведена е на бугарски јазик, значи, сакам да ти кажам, е четиво, па не е четиво, книга која што има сериозна содржина и која што може да се да конкурира и да се мери со странските книги. И се знаеш како, се менуваат многу брзо работите и се повеќе се навлегува во таа тема на спиритуалност, каде што се отвараат нови портали, нови димензии, нема да зборувам се конкретно за ова, може во друга прилика, и време е за нова книга. И толку ми се крчка во глава таа книга, ми се крчка, никако да целосно излезе во пишана форма, ама за кратко ќе биде. Нешто инсайдерски, како што? Продлабочување на будење на свест, еден адванс левел. Да, еден чекор понапред. Така. Се уште сме нели кај будење на света, само пред тоа да преминеме на нели понатаму да влегуваме во темата. Сакам да им кандели за тие што веќе имаме добро увертира некој од 15 минути во нашиот разговор, нели некој веќе тие што остана, веќе нели имаат очекувања понатаму од разговор. Со Катерина нели во догорањето на самото ова на овој подкаст и овој разговор, нели зборевме навеќе овој разговор ќе гледаме да го концепираме на тоа, нели некоја разлика во генерации да ја представиме низ некој муавет, нема премногу сега да навлегувам, бидејќи нели нормално вие сте и постручни во таа тема, се нема премногу да задлабочуваме некои теми, ќе гледаме нели да се осврнеме највеќе на тој социјален аспект, нели таа разлика и генерацијски која ја имаме, можеби не се осеќа тоа преку камера, бидејќи вие доста нели млад дух зрачите, но сепак сме некоја разлика и можете од таа страна да согледате некои работи кај нашата генерација едно друго, а тоа ќе ги занима верувам нашите слушатели, бидејќи се претежно нели од помладата генерација, има и нели постари. Секој со својот дух, нели са, и тоа е малце по бројки. Апсолутно, и тоа е така, една друга тема. Не го кажу, кога сме веќе кај свеста работите, сега не се договоривме пред интервју дали сме на ти, дали на вие, јас малку... Ја на ти, ја директно на ти. Знаеш како, тука сме на ниво на душа. Ние сега комуницираме на едно друго ниво. Слободно, нема тука сега... Да, малце ми се чудно ми да викам од наставки, не знам, господица. Така. Кога сме кај будење, дали работиш со луѓе како што спомнав, нели, им помагаш некои работи кај себе да ги откријат, некои причини зашто нешто не е како што замислуваат дека треба, ќе продолжиме тоа, нели, што замислуваат луѓето и што имаат во својата глава и што прават за тоа да се реализира всушност, кога тоа треба да има блиска врска. Колку луѓето во Македонија се освестени? И е тоа многу тешка тема. Па знаеш како,
веќе луѓето се запознаени со овие теми, достапни им се. Има многу видеа на YouTube, многу познати личности. Интернетот ни дава стварно ексклузивна можност да допреме до овие теми, да допреме до што е можно поголем број на учители, мастери, како и да ги нарекуваме, други души кои што имаат повеќе искуство и спознанија на овие теми и да ги следиме. Да, луѓето се запознаени, не следат, не има во Македонија кои што се занимаваме баш токму со оваа популарна психологија, кои што се коучеви, кои што се тренери за личен развој, советници, како и да ги нарекуваме, и да се нарекуваме. Идејата е што луѓето мислат дека ако следат нешто на интернет, слушнат неколку, не знам, видеа, прочитаат една-две книги и веќе се експерти. Па не е баш така. Зошто? Затоа што потребно е подлабоко навлегување во себе за спознавање на многу нешта. Затоа и често се случува луѓето да ми кажат: "Еј, Кате, значи ова со афирмации, манифестација, значи све тоа фино лепо, ама не функционира." Викам: "Како не функционира?" Па не функционира. Ја еве пробав ова, пробав тоа. Не можеш ти да пробаш да бидеш најдобар тенисер во светот. Не можеш да пробаш да играш тенис. Не можеш. Мораш дисциплина да имаш. Мораш да имаш фокус. Да учиш секојдневно, да се спознаваш себе си, за да станеш, не знам, каратист, билдер, балерина, музичар. Замисли, музичар проба да свири. Замисли. Како тоа изгледа? Па не функционира. Луѓето духовноста знаат да ја доживуваат како бегство или некоја, не знам, анимација, некоја игра. Таму нешто се случува, па чекај да видиме што е. Не. Значи, станува збор за еден сериозен пристап кон себе. Сериозен пристап. Значи, јас ти кажав, од мои 19 години почнав. И во тоа време немаше ништо, Ѓорги, ама буквално ништо. Све што зимавме, нарачувавме, фотокопиравме од Загреб, од Белград. Тоа беа лимитирани изданија, не постоја семинари, немаше интернет. Еве ќе им кажам, 48 години имам. Значи, јас 20 кусур години се занимавам. И сега, ја не пробав, туку ја работев сериозно. Јас медитирам скоро 15 години. Ја не пробав, па да речам дали функционира медитација или не. Не, јас медитирам. Не пробав, него медитирам. И идејата ми е, мислам, сакам да кажам дека ова бара по-сериозен пристап. Да тоа што сака да се разбуди, посериозно да и навлезе на оваа тема, посериозно да и се посвети на оваа тема. Не е ова само нешто што ќе отидам ја месец дена па да пробам дали ми функционира фитнесов или не ми функционира. Дали јогава ми функционира или не ми функционира. Треба па стварно пристап. Како и за се остана. Па така е. И знаеш, ние туку сме дефокусирани во надворешниот свет, а тоа ќе се надоврзам за ова што ме праша за младите, нели? Туку ние сите задоволства ги бараме од надвор, со оваа трка со време, цело време нешто скроламе, 15 секунди се задржуваме на едно видео да го изгледаме, затоа и оваа смешна содржина која што нели зборувавме вчера, што е толку популарна и го задржува вниманието на младите. Зошто? Затоа што ние цело време бараме некој дистракшн надвор од нас, што моментално ќе ни направи некоја трунка задоволство, а истовремено тонеме во сопственото незадоволство. Се појавува анксиозност, се појавува, затоа и толку многу и сега актуелна анксиозноста. И млади, не само младите, општо луѓето, толку цело време се во трка за тоа што ќе се случува, да едноставно ние забораваме за сегашниот миг. Има една многу убава мисла на Лао Це, која што вели луѓето кои што сум ја спомнала и на друго место, но сакам да ја кажам и овде. Вели луѓето што се
фокусирани, се заглавени, цело време мислат на минатото, се депресивни. Луѓето кои што цело време стрепат што ќе се случи, како ќе биде, ќе успеам, нема да успеам, поставени, не знам, до толку години треба факултет да завршам, морам да завршам, нели факултет, да се вработам, да се омажам, можанам, деца, хаос. И тие луѓе се анксиозни, а луѓето што се тука и сега, се во мир, се во баланс, во хармонија, затоа што ти не си во хаос во главата. А сето ова што го нуди, целата ова тема на будење на свеста, не е тоа само една филозофија. Тука се и многу техники, многу алатки, кои што ќе ти помогнат во тој процес. Само да се надоврзам на се ова што го кажа, нели, во суштина сега многу луѓе, претходниот подкаст со Марио, да го поздравам Марио во оваа прилика, нели, чепнавме некои, нели, вакви теми, нели, општо, нели, како се сноѓаме како млади луѓе во ова време. И сега само да им кажам на луѓето, тоа ми беше, нели, со првиот мовет што кога седнавме, нели, се запознавме и зборевме како заедно да искреираме еден подкаст. Само да им кажам на луѓето, кога овие теми што ги збориме сега, нели, ќе збориме разни теми, подкастот нема една тема, не се ограничуваме на ништо. Нели, како народски што би се рекло, нели, да не ги земаат полна здраво за готово, дека секој треба, нели, тука може да се поттикне да гледа нешто да извлече од тоа, бидејќи ми е мене многу таа одговорност, мислам, не можам да ја земам на себе, нели, во вакви муавети луѓето, нели, да се фатат за нешто што сме го кажале едно друго. Ти многу убаво им го кажа тоа, дека, нели, секој треба во себе да го бара тоа, во спад дали ќе има ментор за тоа, дали ќе има селектирана литература и слично. Знаеш, премногу лесно да не ја доживуваат овие теми што ги збориме. Сега искрено мене, као некој млад ми е скроз окей ова да го збориме и, нели, нешто и ќе сгрешиме, во нешто и ќе бидеме во право, нели, општо како за се во животот. Но би сакал да им порачам, нели, на сите тие што, нели, ова сега не е, ние нема точно да им, нели, да им солиме памет. Да. Бидејќи гледам дека доста луѓе, ти што кажа, се веројатно причина за тоа е, нели, некој собствен немир, некои луѓе сами со себе, и полесно ме да каже кој сте сега вие да зборите. Ајде, кој сум јас, нели, ти си во тоа етаблирана. Кој сте сега вие да зборите за мојот живот? Знаеш, премногу лично го доживува тоа и не би сакал воопшто од една страна, нели, јас имам право, нели, овај подкаст чиј автор и уредник сум јас, нели, имаме право, јас носам гости, јас бирам кој за што да збориме, но би сакал, нели, да им порачам на нив малце или да дадат шанса на оваа тема, или да си дадат шанса на себе си, па на страна се тргнат на таа тема, па да се вратат на овој подкаст, да не го зимаат тоа, нели, народски, кажам, мислам дека збор перфектен, нели, тоа здраво за готово. Да, апсолутно. Тоа морам да им го спомнам, бидејќи не ќе да излезе од таа граница нова, па сега да влезе, нели, како што зборевме во некоја мистика, во нешто што има, нели, да го збориме како нешто нормално, нели? Апсолутно, тоа да. Многу битно. Знаеш, 2015 година кога јас почнав да го работам ова, што го работам, да сум тренер за личен развој, советник, коуч, нели, како и да милуваат да кажат луѓето, во секој случај, се уште не беа луѓето отворени за оваа тема. И со големо внимание јас навлегов во цела оваа приказна и со голем респект кон луѓето, кон сите оние кои што ќе бидат мои слушатели, кои што мене ќе ми дадат можност да јас убаво кажа, немам за идеја јас тебе да ти кажам што треба да направиш. Не е тоа мојата. Тоа не е тренер за личен развој, тоа не е коуч, тоа не е советник. Идејата е ти сам, преку нашиот разговор, преку тие техники и вежби кои што јас ги практикувам или другите коучи, да ти дојдеш до спознание. Ти лично сам да дојдеш до спознание или било кој. Затоа што не сме овде на факултет, не сме овде во школа. Па јас сега да ти кажам, ова ќе го правиш, тоа ќе го правиш. Не. Мислам, тука апсолутно одговорноста е взаемна. Скроз е взаемна. Еве, работам по една програма која што се вика Mindfulness програма и кога завршив јас на еден британски коледж. Значи, Mindfulness како тема се практикува на запад и ја има секаде. И во градинка има предмет Mindfulness, работа децата Mindfulness. Што е тоа? Спознавање на емоционална лична интелигенција, комуникација со другите дечиња, како да се смират, значи тоа го има и во градинка, го има и во школа, веќе се изучува на коледж. Е нешто каде што самиот основоположник на Mindfulness како таков правец е психотерапевт. Значи овде нема
нешто што не е подкрепено, но јас не можам на тебе да ти кажам ти што ќе правиш. Твојот инпут е исто толку важен и твојата одговорност е исто толку важна колку што и мојата одговорност. И, впрочем, ако не ти се допаѓа, смени канал. Мислам дека е доста едноставно. Мислам дека нема да биде тоа случај. Не, нема да биде нема да биде затоа што да. има, знаеш како, твојата намера е многу искрена. Мојата намера е многу искрена. И кога намерата е искрена и кога зборуваме вистината, и боговите молчат. Сваќаш, сакам да кажам дека тоа ќе го препознаат сите гледачи кои што ќе го слушаат овој подкаст и оваа наша и овој наш разговор сега затоа што ако имаме лоша намера, а немаме, нели, ќе се препознае. Ќе се препознае. Тоа ќе може да го видат луѓе. Да. Ајде да се вратиме на тебе. Спомна дека од 19 години почнува таа твоја некоја животна авантура на поле, нели, будење на свеста и нели тоа се многу повеќе работи од само, нели, будење на свеста некоја како врховна титула во целиот тој процес, нели, почнува како што кажа од ситни работи, на дисциплина, како си го подредуваш животот, па до, нели, како се создава во твоите мисли. Ме интересира од што беше тоа, спомна 19, од што беше потикнат тој твој процес на будење на свест? Дали увиде проблем, траума, дали виде нешто кај тебе што ти рече јас морам на нешто да работам во тоа време, како што спомна и како што предпоставам бидејќи било пред извесен број на години, дека немало како сега, нели, сега можат ако некои работи го мачат, да речеме, нели, најпросто, може да не слушне милион, буквално милиарда саат има на интернет, каде што може, нели, да проба да најде дали техники, дали и не само тоа. Разговор едноставно. Разговор. Тука се и сите терапевти кои што сега веќе се толку отворени и не е табу тема ни да идеш на психолог, на гешталт терапевт, на психотерапевт, апсолутно. Секој со својот проблем, секој со тоа што сака да го постигне и јас имам многу клиенти кои ќе дојдат. Јас само ќе кажам, јас работам малку друг тип. Ако нешто е посериозно, секогаш ги препраќам на стручно лице, затоа што за некои работи е потребно стручно лице. Дали нешто ме потикна да се надоврзам сега на прашањето? Дали што? Значи, јас многу убаво детство имав. Сум дете од мешан брак, мајка ми е русинка, од Москва, татко ми баш од Скопје, од тука, од Македонија, значи, он студираше во Москва и таму се запознаа со мајка ми, па мајка ми дојде тука, тоа е бивша Југославија. И знаеш како растена сум во една култура каде што мајка ми имаше тотално една духовна нишка, малце повеќе, поразлично од она што го нуди Македонија како поднебје, каде што повеќе, не знам, ако овдека културата зборувам се во тоа време, не зборувам за сега, културата била да го читаш Пушкин и да го рецитираш, што мајка ми го правеше и дојде со еден куп книги од руска литература и која што немаше каде да ги даде и да ги ставиме во нашиот дом, па ги дадовме во универзитетска библиотека. Од тука, друга страна, имам една влијание на балканско поднебје, на изразена малограѓанштина и јас имав многу убаво детство, значи ја не сум имала никакви проблеми, одличен ученик, имам сестра постара од мене, се тоа си функционираше најнормално, нели? Но длабоко во себе како некаде да постоеше тоа всадено семе за духовен развој. Може би тоа било всадено од мајка ми, да кажеме, еве јас и сестра ми како две, нели, бите излезени од иста мајка, сестра ми ја немаше таа потреба да духовно се развива, а јас ја имав таа потреба. И сум имала тогаш можеби некои љубовни проблеми, но не нешто значително за да ме потикнат јас да почнам да навлегувам во овие теми. Тогаш, како сега се сеќавам, ја прочитав книгата од Джозеф Марфи, Моќта на
Леле, како се викаше книга? Оптена подсвест. Да, Оптена подсвеста. Се збунив. И така ми беше фасцинантна. Викам, леле, постои еден друг свет. Свест, подсвест. И така, уствари, се почна да се одмотнува клопчето. Сестра ми во тоа време, знам, ја пробував ова, па не знам, ќе го најдам ова. Па сестра ми мислеше дека сум во секта, па ме прати, да не забегам. Сега истата у нас сите ги има поминато ке мене, и програми, и курсеви, и медитира, и се. Сега да ти кажам како тогаш било времето. И поривот внатрешен, дека има нешто повеќе, беше голем. А и нешто конкретно да ми се случило како траума, може и ми се случило, но не било толку значително за да почнам. Не за да почнам да се будам, затоа што ние немавме тогаш механизми за да можеме да си помогнеме. Тогаш не се одеше на психолог, тогаш лудите одеа на психолог. Нели? Сега да ти кажам како имаше размислување, системот, општеството, луѓето. Тоа баш го зборевме јас и ти на кафето, дека всушност и тоа мислам мое размислување и верувам дека поголем дел од младите зборат, нели, ние се имаме можност нели на 20 години ти да си на слободен пазар, да работиш бизнис, да нели да заработуваш, да одиш на психолог, психотерапевт, да имаш персонален тренер и нели целата слобода некако ни е дадена, што после ќе се фатиме повеќе за нас нели како млади, можеби таа слобода нели негде ќе прави лошо, но во суштина е слобода нели. Универзалната според мене потреба на човекот е слободата. Во денешно време јас берем мое мислење дека имаме слобода нели. Прво да бираме нели со што ќе се бавиме овие професии, мислам ова моментално што го работам нема факултет за ова нели. Јас правам нешто учејќи. И самиот нели тој процес како се менува всушност, колку брзо нови професии се создаваат. И самата слобода мислам дека треба да ја цениме. На кафето нели се согласивме јас и ти дека треба ние како млади да го цениме тоа. Сега што го имаме, бидејќи се навраќа, ти спомна за времето кога ти си почнувала и сега сакам следното прашање повеќе да биде на таа тема. Нели збореше сестра ти те пратела и слично како во секта да си едно друго. Можам само да замислам колку потешко било од твоја страна, реално вака сега кога замислам во овој момент, да почнеш и да нели и колку треба да си всушност храбар да почнеш нешто такво да правиш во тоа време. Сега тоа дури од некоја страна може да биде и кул. Сигурно забележуваш дека некој нели со дел од овие професии модерни се ги земат здраво за готово, пак ова добро го кажа. Ги земат здраво за готово, да. И ме интересира да ми кажеш ти како се соочуваше со тоа, бидејќи во времето кога ти си почнала и ова време сега на трендови, на се нели се социјални мрежи, се кул, е многу полесно тоа да го направиш, претпоставам него пред 10, 15, 20 и повеќе години. Апсолутно. Како се избори со тоа, со коментарите со луѓето? Многу ти е на место прашање. Многу ти е добро. Затоа што и она што рече, и оваа професија сега земаат здраво за готово. Знаеш колку пати ми се има случајно ќе ми се јават, дали имате курс ја да научам да бидам коуч? Дали имате, сакам да бидам коуч, посетив, бев таму, значи многу ми се гледа интересно, ја можам ова да го работам, да. И сега знаеш како, ова популарна професија, сега, нели, трендовска, луѓето мислат дека е така едноставно, да седиш, да разговараш, да ги водиш луѓето. Но, какво е твоето искуство? Што ти си осознала, кај себе си осознал, без разлика, за да ти можеш да водиш некој друг. Затоа што ке терапевтите, ти мораш да поминеш процес, каде што ти треба да се спознаеш себе си, за да можеш да работиш со други луѓе. Не можеш ти, ако си broken, како да кажам, нели, и имаш премногу issue, ти не можеш да ја пренесеш пораката на клиентот и да го водиш во процесот. Што сакам да кажам? Дека сите овие години изминати во кои што јас сум вложила и едукација, сум вложила и себеспознавање, сум вложила и исцелување, лечење на трауми, емоционални. Значи, тоа е еден сериозно, јас нема да бидам уопште скромна, да кажам дека сум компетентна за тоа што го работам. Сум компетентна да кажам дека медитацијата на вистина помага во процесот на
во ова време да добиеме свесност за живење, каде што дишењето како техника е сериозно многу мокна, кога ќе научиме нели да дишеме, што може да ти помогне на себе си. И други работи, нема да навлегувам, многу сакам да кажам дека да, беше многу тешко, но никогаш не се откажав. Знаеш, јас сум по природа човек кој што, не знам, одам, ако верувам дека е тоа вистина, внатре во мене, едноставно знам дека е тоа што треба да го направам. Како и ти што викаш, знам дека ова треба да го работам, знам дека имам што да понудам, знам дека ова е вистина за мене. И го правиш. Без разлика што имаш надворешни влијанија, што ќе ти кажат не чини глупости се ова, ајде не си игра играчки, иди таму седни, нели, работи си некоја работичка од 8 до 4, од 9 до 5, не е ни битно. Него ти внатре во себе знаеш дека е тоа вистина. И ти го правиш така и јас. Иако од 2000, ти викам, до 2016 година уопште не размислував дека јас со ова ќе се занимавам. Стварно и на почетокот како кажав, дека и ќе напишам плюс книги. Значи, животот, самиот живот си ги искреира сите работи за да ме донесе тука каде што сум. Сам ги отвара патиштата на Сам некој ги начин, отвара на чуден патишта. начин. Па да, мислам. Како што спомнели во твојата книга се осврна, нели, нашиот, нели, тој склоп на енергии, на фреквенција едно друго, мислам, тешко е да прифатиме, ама е над нашиот, нели, над нашето ниво на интелигенција да можеме ние тие, значи тоа се да речеме милиарда интеракции од сите страни, фреквенции, енергии, што не можеме ние се реално да ги доживееме. Например, што е тоа што го чувствувам сега, што те тера, нели, кој што спомна ти или јас да се бавам со ова, што нема некоја, нели, не можеш реално да го објасниш ова е тоа, јас осеќам дека ова ќе се деси, но некако како да ти дава, нели, како да ти дава на клу, нели, самата енергија на некој чуден начин, што е нека не објасни барем за мене. Да, мислам книгата да. нели настојува да ги објасни тие работи, но пак нели се задржува до тоа дека некои работи се едноставно над нас, нели тоа се милиарда енергии, честички, фреквенции на кои цело време вибрираат и тоа е нереално барем за нели за нормална свест да го процесира, бидејќи тоаш би и да сме способни да се го процесираме целото влијание кое се случува околу нас, да целата енергија да ја апсорбираме, па да ја анализираме, па да знаеме како, тоаш веројатно не би полуделе, не би се однесувале нормално. Да. Нели не би биле во самото течение некое на животот, бидејќи нели во суштина на некој начин нели пробуваме со ова нели будење на свеста со литературата која ја пишувате ви и слични автори, нели да се допре во моментот, но во суштина нели животот сам по себе си има некое течение, не те чека нели ти да го допреш моментот па после едно друго, не ти дава премногу време. Мислам дали се докаже само на темата за околу ова, бидејќи следното прашање ми беше за да видиме што се случува. Сега може секогаш да се враќаме нели на будење на свеста, тоа е преширока тема и веројатно ќе се вратиме уште во 1-2 наврати. Ми дојде едно прашање кое ми интересира, дали мислиш дека постои како проблем и дали е нешто реално. Например, будење на свеста, нели влегуваш во процес на будење на некој, нели работи лечење на трауми, нели со се што се бавиш ти со твоите клиенти. Ме интересира дали тука настанува негде проблем кога ти ќе се разбудиш можеби на некое ниво каде што си можеби над твојата околина, каде што ќе помнеш некои работи, а околината, луѓето околу тебе, твоите најблиски можеби, твојот партнер, да речеме во случај да го имаш, ќе остане назад. Дали е тој проблем реален? Дали постои како таков? Што се случува тука? Дали одлично прашање, се случува како не се случува? Баш се случува. Тоа може да биде проблем суштина. Да сакаш да направиш нешто добро, да си направиш затоа што тогаш твоето течение на живот, многу убаво го кажа, течение на живот, ќе каска. Знаеш, ќе тргнеш, ќе се вратиш, ќе тргнеш, ќе се вратиш, ќе тргнеш, ќе се вратиш. Знаеш како, еве, спомна партнер, така? Замисли триаголник, така еве го триаголник. Ти си на едната страна, твојата партнерка е на друга страна и сега ти растеш духовно, така одиш нагоре, имате заедничка намера, имате заедничка некоја цел, визија, идеја за вашиот заеднички живот, така? И сега ти растеш, се надоградуваш, не знам, во секој поглед растеш, не само, нели, амбициозно да работиш некоја кариера или што и да е, него и духовно растеш. Затоа што ние сме холистичко битие, не сме само ум, не сме само тело, значи имаме и ментално, и духовно, и емоционално, и енергетско тело. И сега ти растеш во целиот тој процес. Па паѓаш, па растеш, па паѓаш, се исцелуваш, лечиш трауми и така натаму, а твојата партнерка
некако не е заинтересирана за таа тема. И во одреден момент, кога ти, и знаеш како, и сега ти на почетокот, да кажеме, енергетски си овде негде, она енергетски тука. Многу, еве, например, суди, оговара, зборува за други луѓе, поима неам, прави работи кои што цело време ја спуштаат. Сплетки, да, и троштини. И сега ти си овде, и ти, она нема капацитет да се искачи на твое ниво за да може да се разберете. И што правиш ти за да се разберете, зашто сте заедно, сакаш да бидете заедно, како и да, ти што правиш? Ти ја смалуваш собствената енергија, своја собствената вибрација, па и вредност, се спушташ тука за да се разберете. И сега пак ќе сакаш, затоа што оваа вибрација тебе не ти пријабаш. Некако поубаво тука ти е. И ти наоѓаш начин како повторно да се вратиш горе. Се враќаш горе. Трошиш енергија. Да, трошиш енергија. Па пак треба да се спуштиш. А она ништо не презема. Ако она презема, ти можеш буквално да ја повлечеш за рака и да помогнеш она да дојде на ниво каде што вие вибрацијски, енергетски ќе креирате тотално различна реалност. Ќе имате тотално различни манифестации од она што го нуди ова реалност која што е некогаш прилично токсична. И сега, затоа што те заплеткуват, држи во некој таков хаос. И друго ми беше муабетот. И сега, ако вие ја немате, тоа ќе пукне еден ден. Ќе се, или ти ќе треба да се прилагодиш и да ја прифатиш, ако сакаш да останеш во таа средина, како и да е, или едноставно да ги оставиш луѓето да биде такви какви што се. Зошто? Затоа што фамилијата е, на пример, да ти може сакаш нели да идеш напред, фамилијата ти вика, бе, Ѓорги, седи, дај, иди некоја работичка, најди таму, види што ќе кажат другите, види оваа се ожени, види го овој што направи, ајде и ти нешто да направиш, знаеш, и се ти не можеш да ги отфрлиш твоите родители, нели, да кажеш, ај, чао, пријатно, како што можеш партнерката да откачиш, но можеш да ги прифатиш. Едноставно да од едно влегло до друго излегло. Едноставно да начинот на кој што ќе одговориш на нив ќе резултира дали ти ќе имаш позитивен филинг или нема да имаш позитивен филинг. Знаеш, тоа е исто како надвор врне и сега како јас ќе одговорам на тој настан ќе зависи ја како ќе ми тече денот. Дали ќе гунџам или ќе мрчам и едно по друго нели ќе ти се случуваат секакви негативни работи или ќе речеш окей, врна. Супер, малце ќе пушти, ќе се освежиме. Не можеш да сменам ништо. Не можеш да смениш ништо, затоа што ти не можеш да ги промениш луѓето. Тоа сакам да ти кажам. Ако човек, ако таа партнерка не одлучи дека сама сака да се смени, нема жива сила што ќе ја натера да се смени. Но, во денешно време, на толку информации, особено на оваа тема, незнаењето е избор. И точка. Извичник ќе става. Затоа што многу е полесно да останеш во комфорт, на дистракшн, на све што е од надвор, него да навлезеш во себе. Влегувањето во себе бара дисциплина, она што зборавме на почеток. Фокус, подлабоко навлегување, осамување, спознавање на себе си. Може би да се изгубат и пријатели околу тебе. Некои, знаеш, сами од себе ќе се одвојат како во вселената која ќе нели се пушти ракета и нели се одвојуваат тие. Да. Сега не знам стручно да се изразам. Која на која, да. Да, е така и со кој на кој ниво исто како ракетата си паѓа дел од само од себе. Само од себе. Може да издржи таа гравитација погоре. Но од оваа гледна точка јас сум не знаеш колку среќна и благодарна и на се што сум поминала. Сите овие години. И на пролеани солзи, и на секакви ситуации. И, знаеш, луѓето мислат ако се будат, сега треба среќни да ведат. Hello, нема тука. Значи, ти ќе бидеш среќен. И ќе бидеш во хармонија и во мир, толку што ти ќе дозволиш. И јас се лутам, и јас имам лоши денови, и јас не го трпам ѓубрето на секаде у градов. Не значи дека јас сега цело време сум насмејана. Не. Тоа значи дека знам да се справам со сите емоции, што ги доживувам и ги преживувам, не им давам отпор, ама не навлегувам. Тука. Што е за тебе, на пример, побитно, ме интересира вака. Може лично се може на страна од подкаст да прашање да се биде среќен
Додека јас никогаш не сум го разбрал тој концепт како среќа, хепи сум, или да се биде нели задоволен, некако задоволен би подразбирал нели своите чекори некако да ги поддржуваш, се кади да те однесат, или е битно, или е доволно ти секој ден некако да бидеш хепи, дали постои тоа, бидејќи збориме нели се навраќаме прашањето пред малце, милиарда енергии, милиарда лоши, добри, како и да ги нарекуваме нели, кој како сака да си ги дожива, влијанија позитивни, негативни. И сега ти на тој спој, на тој удар што се случува, да можно ли е ти цело време бидеш хепи, нели во цело време си во судар? Или треба да, пошто нели луѓето би рекли, јас сакам за мене сакам да го исполнам својот живот со среќа или да бидам како среќен. Дали е тоа само доволно да се има како мисла или е подобро се оди на таа страна да се види дали сум задоволен? Знаеш како? Ние сите бараме мир. А кога го имаме мирот, можеме да креираме со лесноти, имаме среќа и сме задоволни. Затоа што кога немаме мир, први, вака, да не заборавам што сакам да кажам, да се надоврзам на ова што го спомна. Дали е возможно нели да си цело време среќен? Па не е возможно. Затоа кажав пред малку дека јас сум лута и ја имам денови кога сум тажна, има денови кога ми се плаче, сакам да се осамам, да не бидам со луѓе, да не доживувам различни влијанија, да некојаш сум, не знам, како и да е. Значи, не сум цело време среќна, но јас сакам. Мојата намера е всушност, не сакам, мојата намера да имам мир. Кога имам внатрешен мир, кога мене не сум окупирана, она пред малку што кажав, мислата од лаоце, цело време со минати некои искуства, што било, како било, па цело време нели го анализирам, или цело време да предстрепам, дали сум задоволна, не сум задоволна, дали ќе ги остварам моите цели, дали ќе го постигнам ова. Јако сум во мир, јако сум сега присутна, јас сум задоволна. Јас сум среќа и што е среќа? За секого среќата е релативен поиме. За тебе среќа е нешто друго, за мене е нешто друго. И сметам дека треба да го бараме мирот. Кога ќе го најдеме мирот, се друго е, како да ти кажам, бонус. И среќни сме, и исполнети, и игриливи, и сакаме да идеме во природа, и сакаме да се дружиме со... Во мир сум со себе. Нема да ти смета да одиш да ги видиш родителите, ако ти мрчат, нели, под наводници, што треба да правиш. Ти си во мир со себе, знаеш што сакаш. И они се тука само да ти да видиш дали си на правиот пат, нели? Значи треба сам со себе да се или мир или помириш, тој избор доаѓа од мене, да се помириш, нели, со едноставно. Мирот е за мене, знаеш, се повеќе и повеќе ми се потврдува тоа со сите клиенти што сум го работела и кога правев истражувања пред некоја година, што е она што луѓето го сакаат. И, нели, имав и такви прашања се. И сите одговорија дека барат мир. Не барат ентузијазам, авантура, среќа, не знам. Сите барат мир. Си го барат мирот. Мирот од душа, како да кажам. Мирот да не ти трепери телото. Да си во една хармонија сам со себе. Да се вратиме на младите се. Како младите до мир во ова време се што постојано се ваше разбирање. Се мене ми се само на што се случува, нели, кај младите, како се живее, на кој начин се функционира, каде како тука има да, знаеш како многу влијанија, процесот дефинитивно и многу влијанија има. Самиот компјутер, тоа зрачење од телефоните, сите тие апликации токсични, социјални мрежи, каде што дури и самите директори на сите овие големи компании, како Apple, Microsoft, не знам, TikTok, самите они кажуваат дека не треба да поминуваме многу време на социјалните мрежи, затоа што се токсични. Тие игрици што се играат, тоа ако на долг рок се прави, тоа е токсично. Значи, сериозно токсично. И сега ти во тој свет си навлечен, ти мирот не можеш да го најдеш. Зашто си навлечен на надворешни влијанија. Ти не знаеш да искомуницираш сам со себе. Затоа е убаво да има дружење, не знам, да се прават активности како што е планинарење, појма немам, некои организации, планинарски, друштво сега така ми текна за планинарење. Има смисла. Да, и да излезеш од дома.
да излезеш од овој круг на, знаеш, да го користиме интернетот и сите овие помагала за комуникација, а не за само, знаеш, само себе саботирање. Затоа што ние сами себе се саботираме. Ти рачунај, си станала од сабајле, станал кој да е, и прво што правиш, го зимаш телефонот, така, и почнуваш да скролаш некои нотификации, да видиш, не знам, пораки, ово, оно, и веќе 2 сата од сабајле поминало. Ако не треба да идеш на работа, ти веќе 2 сата си поминал на социјални мрежи. И тоа продолжува. И ако ја видиме она апликација, нели, колку време се поминал во текот на денот, 6 сати. 6 сати на социјални мрежи, човече, за 6 сати, знаеш што све можеш да направиш? Да измедитираш, да идеш да вежбаш, јога, да идеш во природа, да се напиеш кафе, да се видиш со некој тет-а-тет, без да гледаш во телефон. За 6 сати можеш да прочиташ книга. 6 сати се прочиташ. Будење на сестра можеш да ја прочиташ за 6 сати. И сега, каде е мирот? И сите, и младиве, сите сакаат, ама како ја, леле, тишко ми е ово. Почни да правиш мали чекори, не мораш да идеш на големи чекори, не мораш да ги поминеш сите степеници за да отидеш горе. Не, чекорче по чекорче. Мали работи. Ако 6 сати поминуваш време на социјални мрежи, помини 5, помини 4, помини 3. Новак Џоковиќ стално го спомнува. Нема да биде number one тенисер ако е цело време на интернет и на социјални мрежи. Hello, не знам која камера ме гледа. Да, hello, не можеш да бидеш добар во нешто што го правиш ако поминуваш време само на овие апаратури, на овој свет, што прават другите. И ти цело време гледаш што прават другите и сметаш и истовремено си ја намалуваш самодовербата, мислиш дека не си доволно добар, не си доволно убава, дека не си успеала да завршиш факултет на време, тој веќе, не знам, докторат завршил, тој па не знам негде се вработил, па кај сум ја, па таа се омажила, чекај, деца има, леле, ја кај сум. И готово, драма, 30 години мене ми заврши животот. Hello! Не завршил животот. И тоа ни го прави, погрешно кога користиме технологија, тоа ни прави. И сметам дека треба да се најде начин да, и мислам дека во образованието треба да уште од сега веќе да се направи една реконструкција во едукација кај младите за емоционална интелигенција, каде што веќе и на запад тоа го прават. Апсолутно. Каде што треба да научи секој, значи ја и ти не си учил како емоционално да се справуваш со сопствените емоции, па и нели баш емоционална интелигенција. Не сме учеле. Да. Јас сметам дека тоа треба да се промени, затоа што овие генерации допрва што доаѓаат не може да ги споредиме со оние генерации од мое време, па ни од тоа време, затоа што тоа беше друг систем, други норми, други културолошки вредности. Сега е тотално различно, влегуваме и влезени сме во ера на вештачка интелигенција и треба на сега да најдеме модул како да младиот човек не експлодира. Добро кажам. Како да не се деси некој, нели... Не дај Боже, стварно. Овербрн. Да, овербрн, па затоа и ке младите се случува овербрн. И бърнаут, мислиш, работеле се, корнале од работа, уствари ништо не направила. Зборувам за да се чувствува така, но ова денешно време тоа го нуди за жал. А како гледаш на тоа се овој раздор во генерации што го спомна? Мислам се согласувам, евидентно е дека мислам претходно тоа баш имав можност да го прочитам негде. Да ме знаеш ли што ќе ти се случи да ме 1700 година доколку завршиш 10 години во затвор. Демек ништо специјално споредено со денес, демек излезеш од комшија уште ќе работи истото едно друго. Сега затвор беше нели даден како нели изолирано, нели не конкретно затвор, како изолирано нели средина кај што си надвор од околината поширока. Демек тоа пред 300 години, 10 години кај не бил знаеш комшијата пак ќе оди иста, ќе биде нивата веројатно која обработува едно друго, нели ќе се сменат малце генерациите, нели ќе пораснат јашно. Во денешно време 10 месеци нели изолирано тоа, нели со каков сакам да споредам нели таа генерација 1700-та генерација нема можност нели да зборам. Нема да збориме ви генерација од средината на минатиот век. Па и таа генерација тоаш 10 години не биле, мислам барем моје доживување така нели што имам прочитано. Сега не можам ни да знам веќе не сум ни таа генерација, имам моите родители се речеме таму негде. Значи сега 10 месеци
еквивалент на 10 години можеби во минатото. Еквивалент можеби на 100 Премногу е години се пред брзо, не знам колку. апсолутно. Да. Се е брзо. Како да се иде, како да се исхендла тоа и нели првично прашањето почне нели како се генерациите да се спојат, нели да немат, нели збориме дефиницијата раздор меѓу генерации. Секогаш ќе има раздор во генерација, затоа што јас сум имала општествени, културолошки и родителски вреднувања на еден начин. Не знам, твоите соработници, ако се постари од тебе, а помлади од мене имале други, сега, еве, ти имаш трети, твоите деца за неколку години, нели, ќе имаат четврти, секогаш ќе има. Знаеш зашто? Затоа што секогаш постојано се менува тоа што го нуди системот. Постојано се менува и затоа ја спомнав и вештачката интелигенција. Ние сме во еден друг свет, каде што буквално за некоја година ќе има специјални апаратури, каде што не знам, од филмови што сме гледале, ќе легнеш и ќе има специјални тие такви иглички, ќе те прегледуваат и ќе те оздрават. Така, нема да има еден куп доктори. Значи, се брзо се менува. Ке чипуваат, што би рекле. Па да, не знам што ќе се случи ако сум јас против тоа. И мислам, тоа се нели мои размислувања, затоа што ќе се изгуби човечноста, ќе се изгуби она суштината на духовно битие и ќе станеме само машини, а не е тоа поентата. Ние да влегуваме во една нова цивилизација, во една нова ера, духовна ера, каде што не е поентата да нели станеме вештачки и да се клонираме и да поима неам да јас седам дома сега пред некој ден гледав еден постар филм со Брус Вилис, не знам само како се викаше, се ме потсети ова твое прашање. И сега они имаат можност да се направат од себе своја верзија роботска. Он седи дома, легнат во кревет и ја менаџира. Го менаџира тоа свое јас што е надвор и што работи. Он беше полицаец, нели детектив. И зборот ми е, не е тоа поентата. Поентата е да искористиме таа вештачка интелигенција за да ни направи подобро да се живееме. А уствари ние влегуваме во еден деструктивен момент и каде што се злоупотребува таа технологија. И тоа веќе го гледаме. Да. Пак нели, дај сето тоа нели што зборим, има еден автор од Србија, не може да ми текне името, баш напиша сега книга во скоро време, гледав повеќе рецензии, немав можност нели да ја купам. Баш таа темната страна всушност каде води тоа мада пак е теорија, сега зборим нели раздор генерација, јас сум пак генерација што не дека тоа само добро ќе ни донесе од друга страна. Не, јас се согласувам и сакам добро да ни донесе. И знам дека може. Постои евидентно дека може да. Секогаш има, затоа што постојат поларитети. Се може да отиде добро и лошо. Да. Ко преживи причачи? Вака сега ме интересира малце нели загревавме по површината на доста теми нели во свеста и едно друго. Ме интересира сега Катерина од една друга страна. Катерина како контент креатор, како јавно лице на социјалните мрежи, инфлуенсер, не знам дали тој избор ти некако ти лепи или не е баш. Како се снаоѓаш сега во таа улога? Нели збориме времето колку е брзо, колку ditira, ние зборевме бидејќи нели како што знаеш нели јас ти спомнав, јас се бавам со маркетинг, нели мојата маркетинг агенција и нели највеќе сме во тој свет. И гледам како брзо се менуваат работите и ти сега како некој што се бави со нели со продажба, со нели сите алатки кои треба да ги доведат луѓето до тебе, пропратно се менуваат многу брзо. Како се снаоѓаш сега ти во тој свет на кратки видеа со текстот оздоле, ти застанав негде збориш, па што е добро, па што треба да има хук нели за го гледаат уште еднаш. Како се снаоѓаш? Како реагираш на тоа? Интересно ти е, тешко ти е, чудно ти е? Веќе ми е интересно и ми е го правам со леснотија. На почетокот признавам дека не ми беше едноставно, затоа што тоа е исто така сериозно експонирање. А инаку и тоа е инфлуенса. Самиот збор имаме сите влијание во зависност од тоа каква ни е содржината. Значи, сите сме ние инфлуенсери. Сите сме изложени на некој начин, особено сите ние што имаме продукти. И мојата содржина е тотално различна со некоја содржина на некоја друга или девојка или дечко, како и да е, некој друг инфлуенсер, кој што има своја содржина. Сега мојата содржина во денешно време може не е толку интересна за голема група нели на луѓе, но некоја друга е поинтересна. Не знам, поинтересно е само поима неам да се сликам и да ставам слика и тоа е тоа. Но
тоа што јас го нудам, сметам дека има вредност и мојата намера е тотално различна од она што сега го користат младите, и не само младите, го користат луѓето за да добијат што е можно повеќе и фоловерси и фирми за да ги... бизнис страна, или како? Бизнис страната, но не сакам да звучам дека јас нешто имам против. И јас истото го правам. И јас истото имам производи кои што јас ги нудам. И јас им велам на луѓето, еве, имам онлайн програма која што, не знам, еве, дигитална екстензија е на онлайн, на будење на свеста книгата. И значи, истото го правам. Но вредноста што јас ја давам е друга. Оваа вредност е трета. Е сега, интересот и приоритетот на денешниот човек е можеби поразличен. Можеби за некоја година јас ќе бидам поинтересна, нели? Така што сметам дека се снаоѓам добро, се надам дека се снаоѓам добро. Јас добро. ќе те пофалив сега, тој сте пофалив. Да. Се снаоѓаш одлично. Иако така ми е, можеби не, да, ама меѓутоа се веќе ми е со леснотија и не ми е проблем да снимам видео и да... Нудиш една друга страна во секој случај што мислам дека не ја нуди некој кај нас. Интересно, преска ми спомна нешто што сега се надоврзува на ова сега. Зашто, например, некои имаат проблем тоа Катерина Ангеловска, например, да се снима да го прави тој контент, да го прави тој тип на маркетинг, да збори на овие теми, а некој што го збори тоа што се вика, не знам како, нели, странско име некое, нели, влијание од надвор, било кој да е, нели, секој има и право така, може некој... Зашто, како мислиш дека делува тоа на луѓето? Некој кој е од кај нас, има како чудно, па да, наши, ама тој знаеш од комшиите наши, као подобре. Кој е тука психологијата позади тоа? Да речеме, еве, нели са не викаме секој, не може, најверојатно има подобри луѓе низ целиот свет во секоја област, нели? Тој муабет кој од кој е подобар, мислам дека е, нели, глуп муабет. Да. Кој е најак. Да. Значи тоа е некако таков муабет за на улица. Кој е тука психологијата позади тоа? Сега, нели, Катерина Ангеловска, па да, Катерина, не знам, живее у центарот, кога тука, дали е тоа што ја знам, као тука си како локален лик, па не може да те доживеат на тој начин, кога ќе дојде некој од страна, буквално со истите теми, еве конкретно да збориме, нели? Да. Вау, као... Да, апсолутно си го право. Да, го носиме ние македонците тој синдром на неприфаќање на себе си и не, знаеш, често сигурно и си слушнал. Ќе излезеш што се вика од селото и ќе отидеш негде надвор и повеќе ќе те ценат. Така и кај нас. Ќе дојде некој од страни, тоа се случувало и мене ми се случува. И ја можеби имам и подобра енергија, нема да збориме се нели кој е подобар, убаво кажа, но едноставно многу е подобра, она, леле, или он, вау, леле, што кажа, што направи, истото да го кажувам. Тоа знаеш колку е интересен феномен. Јас толку години зборувам еве за оваа тема, мои блиски, другарки, дури и сестра ми ќе ми се јави, ми ќе рече, леле, знаеш што? Ова го слушнав, го прочитав на некој портал, Белград, Загреб, како и да е, вау, добив момент. Hello, пак ќе кажам. Па ја толку зборам на таа тема, ама го немаат слухот. Може би тоа е времето што ни треба, нели, да ја добијат таа информација и да им се случи момент и да им се случи клик, но јас сум и е времето, но истовремено сметам дека не целосно сме признаени ние овде, затоа што ја познавам и многу прекрасни девојки, жени кои што и подолго се занимаваат од оваа тема и го немаме тој recognition на македонски, како е recognition? Препознавање, како што да речеме го имаат странците. Пре ќе земат некој од странство и ќе платат сериозна сума на пари, него да те земат затоа што не те сметаат дали за доволно стручен, дали сметаат дека е позвучно ако дојде некој од стои одоздоле во Загреб. Да. И не е дека не ангажираат, нема погрешно, не сакам погрешно да бидам сватена, но го носиме тој синдром. Говориме за тој психолошкиот момент на тоа само некој од надвор некој. Иначе апсолутно тоа беше зборев со тебе, зборев и со Марио, нели? Ова се некои теми кои се зборат тука, значи факт е реално да гледаме дека и ова што се случува се, ова е смешно во светот ние што го правиме моментално, нели е пред не знам колку да речеме 10 години актуелно, кај нас баш и не е. Јас гледам и по реакциите на до сега трите подкасти што ги снимив, знаеш, на луѓето им е како, знаеш, чудно, знаеш, самиот концепт, ние микрофон на маса, некој спонтан разговор, нели,
што се случува, што е познат во светот. Јас фаќам дека на луѓето тука всушност им треба време. Тоа баш со Марио се дофативме од таа тема. Ние треба за ова што го правиме ние, мислам и тебе те вклучувам во тоа. Сега не би сакал да го категоризирам тоа кој како сака некако да живее. Нели да не испадне сега ние паметни се правиме, па ние ќе пробаме нешто подобро, другите направам. Секој е, тоа е слободен пазар, нели, на крај народот, нели, луѓето ќе одлучат тоа каде ќе отиде најголемиот дел од публиката, но публиката на нас која ни треба, мислам дека се уште не е создадена. За разлика на пример кај некои од нашите соседи каде што веќе има, да речеме, публика, еви да се, не знам, ајде да речеме 10 или 100.000 луѓе, публика и ти само треба да, нели, да понудиш нешто ново и таа публика доаѓа кај тебе. А кај нас таа публика е како сега да треба ние да ја обучиме, знаеш, ова е подкаст, ова тука се менуваат кадри, ова е некој спонтан разговор, ова не е емисија, ова не е. А толку е добро, ја толку ми се свиѓаат овие подкасти. Како некоја психотерапија доаѓа на некој Да, момент. ги пратам, стварно пратам подкасти, си слушам редовно, дали е, не знам, на англиски јазик, дали е од наша околина, најблиску нели Србија, Хрватска, како и да е. Ке нас, да, први им треба, не знам, сегде да се призне, па тука да тоа е да се призне. И тој момент го имаме, за жал. Така беше и, не знам, со јогата, се уште медитацијата не е баш целосно прифатена. Добро, тука има повеќе аспекти, нема да навлегувам длабоко во таа тема, но да, ке нас полека, или она преска што каже сега, кај се најде овој ке прави подкасти, па сега ја го знам детево, сега до вчера друго правеше, сега подкасти ке прави, па он сега ке се снима таму со некој, или исто и за мене. Значи, да, за жал, постои тој тренд кај нејз. Да, како што јас ја создадов публиката на сите овие години и изградив бренд. Многу интересно, сега се сетив на почетокот кога почнав, се консултирав со една личност која што ми ја препорачаа дека е многу добра во маркетинг светот и зборував јас со таа личност, така позната личност е, и викам, добро, што е подобро да направам бренд од себе, како Катерина Ангеловска, или да направам програма по која што ќе се водам и таа да биде брендот. И моето интуитивно чувство беше дека треба да направам бренд од себе. Но дечкото ми кажа, кате подобро ти е да направиш програма по која што ќе бидеш препозната, затоа што е многу тежок пазар. Да, и он беше можеби во право, затоа што он го имаше искуството, што он го доживува, затоа што он не беа бренд како фирма, не беа бренд како личност. И јас започнав Успех без граници, Success Without Limits ми се викаше, направи веб страна, лого имав, направив отварање, бев гостин во телевизија, програмата ми беше феноменална, ја адаптира, цел пакет го заокружив. И по 7 година дена, како помина, уствари сватив дека луѓето мене ме препознаваат, ја препознаваат мојата енергија, тоа што јас им го нудам, како учење, и како техники, и како знање, и како енергија, како персона, како личност. И тогаш направив ребрендинг, отворив нова веб страна Катерина Ангеловска и се сменев. И уствари јас бев брендот, а програмата беше дел од она што го нудев. Што работев и многу со фирми, се уште работам, се можда ми е сменат концептот. Држав и мотивацијски предавања по компании и така натаму и се уште држам. И тоа е еден цел пакет и прилагодување на дефинитивно новите. Повеќе сакаат лично да се врзат луѓе за личност, но тоа кај нас е, знам, секоја чест, веќе по повеќе наврати ти кажат, нели секоја чест за тоа што го правиш, нели, што како личност и создаваш свој бренд, апсолутно препознатив, нели, преку тоа што го правиш. Дали е онлайн содржината, дали е, нели, пишаната во форма на книга и слично. И тоа е голема храброст, но во секој случај, нели, подобар потек, но кај нас е, нели, пак сега се навраќаме, нели, зашто не е некој некаде да излезе со својата личност, полесно му е да излезе, нели, на грб на нешто, така да се изразам, нели, без разлика што и да е тоа, нели. Можеби треба, нели, да во иднина да се потруди, нели, с целата да речеме сцена на луѓе што креираат содржина онлайн, нели, да понудиме и личност, не само пакет, ќе видиме тоа, нели, каде ќе заврши. Да, и ова убаво кажа, баш пакет, затоа што јас знаеш како иде како личност која што се занимава со оваа тема и сакам да ги следам светските трендови
во рамки на тоа колку можам и јас нели да го издржам целиот тој процес. Затоа направив и онлайн програма, затоа што сега се дигитално, нели, многу е поедноставно да купиш програма каде што има 8 видеа снимано со мене, нели, има медитации, има вежби со запишување, така натаму, него да дојдеш ке мене, да направиме група. Луѓето не секогаш се расположени да ги делат своите интими со другите. Едноставно е поедноставно, нели, да го изгледаат. Да. Короната си го направи своето и не научи како да комуницираме онлайн по секој основ. И затоа ја направив пред година дена точно, ја направив програмата која што стварно има одличен успех, но може да има уште подобар успех. И јас туку ја направив со љубов. Имав цела екипа, продуцент, значи светла се е направено со сите стандарди странски, како да кажам, светски. Апсолутно светски, да, апсолутно не импровизација. И се што правам не сакам да биде импровизација затоа што нема простор за импровизација. Нема веќе простор. Нема веќе, тоа помина. Нема. Еден пост ќе го ставиш на социјални мрежи, па не може да биде импровизирано. А не па повеќе. А не повеќе. Така е, се согласувам апсолутно. Ти посакувам среќа, нели, во иднина во градењето и на личниот бренд и на, нели, самата соработка со луѓето. Ти благодарам. И јас на тебе. Фала ти. Ефтен да израсте ова баш. Во оваа прилика сега ќе искористам, нели, полека да годива мој разговор, веќе поминав некој час и 15 минути. Мислам дека им кажавме, се потрудивме на луѓето да им доловиме, нели, што знаеме во овој момент и, нели, каде е нашата свест во овој момент. Тоа е, нели, што може да понудиме денес и сега. Фала ти многу што дојде уште еднаш за поддршката која ми даде што приватно, што, нели, и пред камера. Се надевам дека исто ова нема да биде наше последно гледање и дека ќе имаме можност, нели, во иднина да понудиме нешто плюс, да направиме некој концепт, нели, за нешто подруго, истиот концепт, но некој подруг тек на муебе. Тоа беше, нели, едноставно, бидејќи се уште зборим, нели, создаваме публика. Тоа е некој што му кажувам, не може сега да го водам разговорот, премногу концепиран. Бидејќи дали публиката е спремна за тоа, нели, публиката се е доволно, мислам, да се покаже вака некој личен разговор, нели, да ја доближиме до личноста која треба да биде позади се ова, нели, што го правиме. Да. Фала ти. Фала ти на тебе. Стварно ми значи многу и стварно е, нели, тешко да се дојде до луѓе, до гости, ти беше премногу културна, фина, веднаш се одзвана поканата и тоа стварно неизмерно ми значи, морам да го кажам, нели, искрено како што си е. Ти благодарам јас на тебе и ти честитам за храброста и за ова што го правиш, затоа што стварно не е едноставно на нашиве простови веќе изборевме за тоа да направиш нешто ново, затоа што нема публика и ќе треба време да се креира таа публика и ќе искреираш, да знаеш, само дека ти иде со леснотија и имај го мирот, знаеш каде се движиш и ќе креираш со леснотија. Да, веќе изборевме. Ми беше големо задоволство, особено што сакам да зборувам, да допрам што е можно повеќе до помладата од мене публика. И затоа и кога ја правев онлайн програмата, и фокусот ми беше да допре до помладата публика. Затоа што имаме капацитет, имаме потенцијали на почетокот што кажав, и имаме моќ, и идејата ми е, намерата ми е да допреме. И заедно, еве и ти со твојата намера што ја правиш, и јас со мојата намера, да им помогнеме на луѓето и да ги поттикнеме стварно да го направиме ова наше место за живење, каде што сите екзистираме и живееме, да биде подобро место за живење. И каде што, знаеш како, кога се будиме, ја поттикнуваме личната извонредност, натрешна, значи преку потенцијалите и таа моќ и таа извонредност. Замисли секој да го прави тоа што го сака, како ја и ти се што го правим. Па светот во старт ќе биде поубаво место за живење, каде што секој ќе даде и ќе има придонес и кон сочувство, и кон мир, и кон љубов. Мислам дека направи супер најава, ништо не ви долго за тоа. Тука го завршуваме подкастот. Фала ви на сите што останавте до крај. До следна прилика. Пријатно.